Ниту Драги Рашковски, ниту Зоран Заев, ниту МВР немаат одговор зошто Генералниот секретаријат на владата набавил софтвер кој што не се користи цела година, ниту пак во план во МВР имаат да го користат наскоро, барем така велат. За оваа нова афера со Драги Рашковски како централна фигура во неа, Зоран Заев застана во одбрана на неговиот близок, па вели, цитирам, се работи за објектив кој снима 360 степени, набавен врз основа на претходни лабински анализи. Ова е направено со причина. Предлагам да ја слушнеме целата изјава на Зоран Заев дадена вчера. И самиот софтвер има конечна цел употребна вредност на улиците. Се работи за објект кој што снима 360 степени со казните, благодарение на претходни длабински анализи за потребата каков да биде, така да јас реков овие денови ќе ги соопштат сите детали и документи, ова е правено со причина. Ако не го користат, можеби во иднина ќе го користат. Изјавата на Зоран Заев во одбрана на набавката во владата за која што претходно кажа дека во владата се отфрла сомнеш за сомнителна набавка од страна на Драги Рашковски како прв човек на Генералниот секретаријат на владата кога е направена набавката. Почитувани, изјавата на Заев не е лапсус. Зоран Заев е прашан за софтвер, за програма за веќе поставени камери. Тој одговара за објектив со посебни спецификации и објаснува со рака, правејќи цел круг. Објектив е дел од камера. Во случајов, камерите поставени на крстосниците од страна на МВР за овој систем кој што постои, за волја на вистината, многу мал дел од нив од поставените камери снимаат 360 степени. Затоа и ги има во толкав број на секоја поголема крстосница, на секој јагол или на столбот на семафорите. Оние камери со можност за снимање цел круг се поставени одозгора на посебни столбови за нив и тие се печатливи на делот со обраќајниците. Почитувани, ова зад мене е патентираниот производ на Драги Рашковски. Истиот Драги Рашковски, кој што понатаму ја прави набавката како прв човек на Генералниот секретаријат за софтвер за снимање за системот на МВР, за кој што МВР не е запознаена. Една од основните наведени карактеристики на неговата иновација, на иновацијата на Драги Рашковски, е камера, објектив, како што вели и опишува Заев, што снима 360 степени. Според документот што го следи овој патент на Драги Рашковски, е наведено интегриран систем од хардвер и софтвер, систем патентиран и развиен од Драги Рашковски. Значи, постои и софтвер, а постои и хардвер. Тоа е овој апарат со објектив за 360 степени снимања, онака како што го опишува Заев. Па од тука, запознаен ли бил Заев со патентот за производот на Драги Рашковски? Запознаен ли бил Заев со набавката, па така детално го опишува производот, а набавката е за софтвер? Дали длабинските анализи на кои што се повикува Зоран Заев предвидуваат и замена на системот на МВР? И најважното, дали по набавката на софтверот, кој што веројатно ќе излезе дека не е компатибилен со поставениот систем на камерите од МВР, се подготвували и набавка на нови апарати, нови камери, кои што одговараат со веќе набавениот софтвер, може би токму со оној чиј што интегриран дел е хардверот за снимање 360 степени, токму такви какви што патентирал Драги Рашковски. Зоране Заев, тоа ли се подразбира под одговорот, ако не се користат сега, може во иднина ќе го употребат? Тоа ли се на Заев причинско-правните последици, зошто е тоа така направено? Почитувани, Зоран Заев е скандал мајстор на овој криминоген режим и со ликови како Заев, Рашковски, Николовски, Спасовски, Шекеринска. Македонија ќе продолжи да тоне се подлабоко во криминал и во корупција.